благодарам, почитувам подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Се пријавив за говор затоа што сакам да објаснам на јавноста што се случува, бидејќи на оваа страна имаме луѓе кои што навистина не разбираат она што ви се случува или сакаат да представат еднострано оваа реформа која што ја нарекуваат. Минималната плата се носи поради две причини или поради две страни кои го наметнуваат тоа барање. Едната е економска мерка, другата е социјална мерка. Економска мерка е кога се сака да се заштитат работниците за да не земаат многу ниски плати, како што тоа беше случајот во кожарската индустрија и во текстилната индустрија, и тоа ја наметнува пазарот на трудот и конкуренцијата на пазарот на трудот, а социјалната мерка ја носи државата, ја носи со цел да си купи социјален мир. Сега, таа најчесто се применува поради класичен популизам и тоа го имаме изразено со бројки, точно ќе ви го кажам, можеби вие не сакате да ги слушнете овие факти, меѓутоа верувам дека јавноста ќе интересира. Во 2017 година пред локалните избори имате покачена минималната плата за 19%, затоа што после тоа сакавте да ги убедите граѓаните дека вие сте тие кои што стоите на нивна страна. 2019 година ја покачувате минималната плата за 15,9%, а тоа е неколку месеци пред изборите кои што беа закажани во март 2020 година за истата цел повторно да ги убедите граѓаните дека стоите на нивна страна, и сега предлагате да се покачи минималната плата за цели 18,9%, затоа што сте свесни дека имате слободен пат и дека после овие локални избори следуваат многу брзо парламентарни избори на кои што ќе изгубите катастрофално и сакате да спасите наместо 20 да имате 30 пратеници во идниот мандат во Собранието на Република Македонија, и токму затоа вие ги правите овие социјални мерки. Сега, јас на вистина не знам како бесрамно тука говорите дека на сите ќе се покачувале минималните плати, затоа што според овој закон се опфатени оние кои што земаат до 18.000. Или со бројки околу 78.000 вработени или 13,7% ќе имаат некаков бенефит од оваа социјална мерка, меѓутоа останатите 86,7% воопшто нема да почувствуваат никакво подобрување, и тука ќе се направи една урамниловка или во превод ќе се изедначат платите на оној кадар кој што е со повисоко образование или кој што има поголем коефициент на сложеност на работа со оној останатиот кадар кој што има пониско образование или соодветно понизок коефициент на сложеност на работа. Дополнително ме загрижува што не се опфатени оние фирми и компании кои што аплицираа за помош од 5-тиот и 6-тиот пакет за економски мерки. Зошто тоа го говорам? Затоа што тие уште веднаш запнаа во првиот удар на ковид кризата, запнаа, имаа проблеми луѓето да преживеат, а од тогаш до сега имаме енормна инфлација, имаме зголемување на цената на нафтата, ако се сеќавате едно време беше околу 40 на денари кога падна секаде на светската берза, сега имаме зголемување за 85%, и тие ако тогаш не можеа да издржат, не знам како би издржале сега. Или во бројки, 2020 година има затворено 6211 фирми во Република Македонија. 2021 зголемување на бројот на затворени фирми. 6993. Сега доколку не се направи соодветно субвенционирање секаде, или ќе има намалување на продуктивност, или ќе има разочараност и ќе се појават многу несакани последици. Ќе ви набројам само две од несаканите последици. Оние кои што се на минимална плата, посебно во бутиците, во малските дуќани или онаму каде што не остваруваат многу профит оние компании, ќе ги вработат на половина работно време. Ќе ги осигураат на половина работно време, што значи помали давачки кон државата, помали придонеси и поголем проблем за обезбедување на пензија на тие вработени.
а дополнително со затварањето на овие фирми која ќе биде последица на оваа мерка, ќе имаме развој на сивата економија. А знаеме дека Министерството за труд и социјална политика преку Трудовиот инспекторат не си ја врши работата онака како што треба. Уште една работа ми е навистина чудна, тоа што вие тука некој ви кажува дека имало постигнато социјален диалог. Зарем не бевте во четвртокот пред неколку дена на комисијата кога министерката велеше дека ќе има социјален диалог, дека ќе се разговара за дополнување. Јас на вистина не знам што ви пишуваат и што ви кажуваат, меѓутоа граѓаните сакаат да слушнат вистината. А вие како пратеници сте должни кога ќе си отидете дома да им кажете на соседите, да им кажете на роднините, да им кажете на познаниците кои што очекуваат зголемување аналогно на зголемувањето на минималната плата, да им кажете дека не, за вас нема да се зголеми. Не е ова скалесто покачување. Вие тоа треба да им го објасните. Затоа што луѓето прашуваат, луѓето чекаат одговори, луѓето заслужуваат одговори. Оној што сега зима 25.000 плата, очекува после ова да зима 30.000 плата. Ова е за еден мајка, за друг маќа. И на вистина имаме, овој бројките ни го кажуваат и според Народна банка и според ММФ, имаме во континуитет намалување на продуктивноста на работниците. Затоа што државата не креира нови работни места, немаме дополнителни странски инвестиции, овие вработени што се тука, меѓутоа вие додавате во јавната администрација околу 30.000 вработени во овие 5 години и продуктивноста се намалува од 601.000 денари по работник на 575.000 или пат од околу 4,5%. Дополнително она што говорите за животен стандард или што сакате да звучи многу убаво, не звучи така. Не е така затоа што податок од Народна банка вели многу поинако. Од 2006 година до 2016 година имаме зголемување во споредба со стандардот на Европската Унија, односно соодносот на плати во Република Македонија, во сооднос со европските плати, имаме тогаш приближување од цели 7% или 0,64% годишно. А тоа е еден огромен чекор за разлика од последниве 5 години, кога имаме зголемување или приближување од само 1,2% или 0,24% годишно. 2,5 пати побрзо сме се придвижувале кон Европската Унија и кон платите на Европската Унија во тој период, отколку сега. Уште една работа која што треба да ви биде јасна. Ова што го кажувате дека имало вакво или такво покачување, земете ги податоците, пак ќе ви кажам, од Народна банка, кои што ви се достапни, кои што кажуваат дека поинтензивно се зголемувале платите од 12 од 19 гранки кои што се релевантни или кои што ги мерат во претходниот период за разлика од сега. Мислам дека на вистина не треба да манипулирате со овој закон. Ние имавме едноставен предлог. Имавме поднесено амандман каде што бараме скалесто покачување. Тоа е правда и тоа е правичност. Ништо повеќе не бараме. Доколку се зголеми минималната плата за 18,9%, на сите последователно да им се зголемат платите за 18,9%. Ете, тоа е правда и тоа е мир. А ова не е ниту правда, ниту мир вие што ќе го донесете, туку дополнително немир, затоа што инфлацијата влие на сите. Не влие само на оние со минимална плата. За крај би ви кажал дека распределбата на средствата во Република Македонија е многу лоша со сите претходни буџети, затоа што во последните неколку години двоцифрена е ставката на субвенции во буџетот, само затоа што вие не сте предвиделе средства наму каде што треба. Па имате 532 милиони евра за договорни услуги. Наменете ги во усогласувањето на колективните договори на образование, здравство, полиција, УПОС и така натаму. Наменете ги тие средства тука, ќе купиме мир за сите. И не само што ќе купиме, туку и ќе си одобијат она што е заслужено. А вие овака
Трошите за автомобили, трошите за мебел, трошите за договорни услуги, трошите за се и се што, трошите за неспособноста на ЕЛЕМ, за неспособноста на МЕПСО, за неспособноста на топлификација, не сакате правичност да им дадете на работниците во државата. Се надевам дека ќе се вразумите и оној социјален диалог кој што беше најавен, почитуван заменик министер, ќе заврши многу брзо и со позитивен исход, меѓутоа како што сте тргнале како влада со преговорите и со Грција и со Бугарија, гледаме какви се исходите. Благодарам. Реплика пратеничката Марија Костадинова, повелете.